Здраво на сите! Време е за уште едно издание на квизот Листа за 300. Надпреварувачите се подготвени, па да не го губиме времето повеќе, да се започнеме. Како и секогаш, така и денеска, прво ги повикувам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. А богами, овие победници во минатото издание си отидоа и со парична награда од 300 евра. Да ги поздравиме Гоце и Зоран. Гоце, здраво. Здраво. Зоран, здраво. Како сте? Супер. Добре. Расположени за игра и денеска? Минатиот пат супер одиграно. И во двете лицитации, и потоа со темата од листата, супер беше. Кикнавме само на оној делот за разонода кај што игравме фиктивни пенали, ама таму како и да не се трудевте, некако се чувавте за другата тема. Не ви го зимам за зло. Така. Да не сакате да додадете нешто за денеска? Нема потреба. Нема потреба. Поздрав до сите. Поздрав до сите и тоа е тоа. Добро, да не ве држам повеќе Гоце и Зоран. Како домакини, баш е домакинската кабина, повелете. А секако тука се и нивните противници, односно денешните предизвикувачи, без кои што исто така не би можеле да продолжиме со Листа за 300. Да ги поздравиме Душан и Бранко, повелете. Душан, здраво. Бранко, здраво. Како сте? Супер. За прв пат ли сте во Листа за 300? Во Листа за 300. Повелете, можете понаваму да дојдете, да си направиме повеќе место. Какво е чувството сега за сега? Супер. Супер. Како што ви кажав, и преска, релаксирано, опуштено. Лајт. Така се најпозитивни резултатите. Ајде да те запознаеме. Да, јас сум Душан, доаѓам од Скопје, од Радишан и поточно, информатичар по професија. Морам да те прашам оној класичниот муабет за одредишање, на кој влеси? Првиот, вториот. Измеѓу. Измеѓу. Не, тој ме класика муабет, аз сум сам некој одредишен и тоа го брав. Кој влеси, брат? Добро, извини што те прекидам. Нема проблем. Информатичар по професија. Супер, во таа струка си работи се? Да, веќе 20 години. Одлично. Колку години имаш? Колку си? Тука сме дека, да, со генерација. Тука сме некаде. Тука сме некаде. Не изгледаш така, ми делуваш помлад од мене. Така, супер, продолжи така да се држиш. Мило ми е што си работиш во струка, затоа што ретко кој може да се пофали во денешно време дека го работи тоа за што и учел. Па уште ако самиот си одлучил тоа да го учиш и да го работиш, тоа си... Па уште и во иста фирма 16 години. Супер, ако ти е погодено, одлично. Валја не те држа со пиштол на глава. Седи тука, така. Бранко, тебе? Да, јас сум Бранко, 29 години од Скопје, работам. Ова намерно кажа 29 години, одма да се дистанцира дека е помлад. Да, јас сум помлад од овие тука. Повели. Слесли. Ја, ма се појде. Во истата фирма работиме. Би сакал да ги поздравам фамилијата дома, вереницата, колегите. Честито. Фала. И специјален поздрав до една колешка, Светлана Коцева, која секој понеделник не слушаше како дискутираме што имало на листа на Така, 300, што кажале, што не кажали, сте изнервирани пријави. Сериозно? Да. Голем поздрав, како се вика? Светлана Коцева. Светлана Коцева, голем поздрав и фала ти. Ако имаш уште некој колега да го наместиш да дојде тука, би ти бил многу благодарен. Фала уште еднаш. Супер, многу ми е драго и супер што се појавивте, дека може да ве пријават, дали пак да не дојдете. Така да. Но мило ми е што сте собрале храброст и што баш одлучивте да дојдете во Листа за 300. Супер, не ве прашам кои ви се омилени теми, тоа ќе го дознаеме водење за да не им откриваме ништо на вашите Од се противници. Од се по нешто, така. Почнувате како предизвикувачи, дали ќе успееме да смениме кабината со домакинската, многу ме интересира. Но сега за сега, со среќа, ваше предизвикувачката кабина, повелете. Фала. Гоце и Зоран, односно Душан и Бранко, се во нивните надпреварувачки кабини. Се надевам дека им е удобно, дека не им е претопло и дека се расположени за игра. Но сето тоа исто така можеме да го дознаеме и пократок разговор со нив, по истото тоа време и да ги провериме кабините дали си функционираат онака како што треба. Па да го направиме тоа. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Душан и Бранко, дали се слушаме? Слушаме. Така, одлично. Во продолжение дека сте ми нови, во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, веднаш да сугерирате, да прекинеме за да го отстраниме, доколку нешто не ме слушнете, не ви е јасно, се двумите дали е така или не, мислам, во врска со темата, не се одговорите, ве молам да ме прашате за да ги разјасниме, немојте да претпоставувате за да не направиме непотребна грешка.
Со среќа уште една, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Гоце и Зоран, дали се слушаме? Да, да. Да, одлично, расположени за игра. Како не? Како не секогаш кажеш. Одлично. Гоце и Зоран, може да започнеме како домакини. Супер. Ете, драги гледачи, нашите кабини се во ред. Се надевам дека и вие сте ни во ред. Па ќе продолжиме со листа за 300, доколку не сте ми нешто во ред, сега ќе ви биде. Следете го денешното издание на нашиот квиз и целиот ден ќе ви се разубави. А како и секогаш, така и денеска ќе се започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи: машки презимиња на 5 букви. Бараме машки презимиња кои се содржат од точно 5 букви и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, ромски, турски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Гоце и Зоран, дали не е јасна темата? Да. Да, одлично. Душан и Бранко, дали не е јасна темата? Апсолутно. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при првото надавање први започнуваат со лицитирање тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Душан и Бранко. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Душан и Бранко кога ќе имаме понуда да споделиме? 10. 10. Започнуваме со 10. 11. 11. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. Едно повеќе 18. 19. 19. 20. 20. 23. 23. Нека одговара. Да одговараат. Ајде да видим, имаме 23 празни полиња. Душан и Бранко, ќе имате честа и задоволството за прв пат да си го тестирате вашето знаење во листа за 300. Темата беше машки презимиња на 5 букви. Кога ќе бидете подготвени, може слободно да започнете. Белов. Белов. Како пееш? Како пејачот ми го зема зборот. Голем поздрав до Александар Белов и мој добар пријател. Одамна се немаме видено. Се надевам дека е све супер со него и точен одговор. Белев. Белев. Петнаесет, само едно точен одговор, сепак добре. Една фамилија. Една фамилија. Што сгрешиле Белов? Васев. Васев. Васев, точен одговор. Васов. Васов. Леле, Васов се стано или 2-4 члени семејства, или... Не, 8. Точен одговор. Сам да кажам 8 луѓе. Знам две Васеви, така да сигурно има па Машко Васов што. Така е, да. Логика. Добре, добре. Така е точен одговор. Делев. Делев. Така е. Имам другар Делевче. Во Австралија ми е. Тоа да е. Поздрав. Јанев. 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 Така е, точен одговор. Не мора да се чепкате, можете и слободно да се изборите, да, не... Митев. Митев. Да ви олеснам да се сконцентрирате на друго, не на
Ников. Ников. Така е. Мицов. Мицов. Имам и другарче Дарко. Мицов. Поздрав до него. Кедев. Извини? Кедев. Кедев. Како нашиот хирург беше, така да. Кедев, како што рековме, како докторот. Кедев, точен одговор, 10. Коцев. Коцев, Како колешка. како колешката. Мене па одма Коцев кој ќе се спомне знае да е кој е Сашко. Тоа ми тектоа, ама пред малце точно ја поздравивме колешката. Така е, точен одговор. Колев. Колев. Колев, имам другарче Колев, но дали има, ете ги, добре, ги има Колеви, добро. Јовев. Јовев. Така е. Арсов. Арсов. Така е. Шопов. Шопов. Шопов 194 во Македонија, точен одговор. Илири. 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 За жал, Илири нема, барем нема нели петка што се бара за да бидат заведени во Државниот завод за статистика. Тоа е еден проблем со кој што се соочуваме, затоа што таму ги проверуваме сите наши информации, нели податоци, но еден од тие, за жал, правилото кое што владее тоа, доколку таму не е запишано, не го признаваме одговорот. Верувам дека може би познавате некој, но за жал не се повеќе од 5 луѓе за да се заведат, да можеме да ги видиме. Не, има и повеќе албански други на Асија ги набројувавме. Да, ве слушна, Адеми е точен одговор, одма ти кажам. Адеми, Алили, Амети, Анази, све се точни. Потоа Арифи исто така, Асани. А Савов? Како? Савов. Савов. И Савов ќе беше точен одговор, така. Сега веќе прочитам прочитав ете дел од албанските, Гонев, Гочев, Данев, Даути, исто така. Димов, Илиев, потоа и Сени има имери на буквата И, потоа Јанев, па Јачев, Јовев, Јоцич, Коцев, Марич, Митев, Панев, Савич, Саити, Таири, Фотев, Шалев, Шиков и така натаму. За жал, Илири не е помеѓу овие. Но ништо не е готово за Душан и Бранко, свесни се самите, знаат дека имаме уште една лицитација, така да не се предаваме. Само сконцентрирано во продолжение и може да се направи пресврт на резултатот, но не го менува фактот дека Гоце и Зоран, иако делуваат туморно во себе, бучно прославуваат за овој поен. Добри сте. Среќа. Кажи среќа. Добро, па не, дел од листа за 300, тоа кажуваме секогаш. Квиз на знаење и надмудрување. Ако успееш да го навлечеш, нели да погреши твојот противник, твоја си е среќата, твој поенот и тоа е тоа. Како што рековме, немојте вие премногу да се опуштате. Очигледно Душан и Бранко се ја знаат добро својата работа. Овој кикс можеби нема да го повторат во продолжение, затоа внимателно. А сега, драги гледачи, време е за втората лицитација. Од ова лицитација многу им зависи на Душан и на Бранко, доколку ја освојат, тогаш ќе имаат шанси да направат и целосен пресврт на пенали, но доколку не, им оставаат отворена врата на Гоце и Зоран до нашата главна награда од 300 евра. Затоа да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: хемиски елементи, чие име почнува и завршува со согласка. Извор:
Сајтот на ИУПАК, односно Меѓународниот сојуз за применета хемија, кој до 2018 година има признаено 118 елементи. Бараме имиња на хемиски елементи од периодниот систем чие име почнува и завршува со согласка. Значи, не смеат да почнат со А, Е, И, О, У, ниту пак да завршат со некоја од нив. Еве ќе ви дадам еден прост пример. Толку кога кажеме злато, ќе биде погрешен одговор, затоа што почнува на согласка, но завршува на самогласка. Гоце и Зоран, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Душан и Бранко, дали ни е јасна темата? Супер. Чим ни е јасна темата, да продолжиме понатаму. Знаеме дека со надавање први започнуваат при втората лицитација оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Моментално во таква ситуација се Душан и Бранко. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Гоце и Зоран. Душан и Бранко повторно надаваме. Со колку? 3. 3. Започнуваме со 3. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. Едно повеќе 17. 18. 18. 18. 19. Зоран вели 19. 20. 20. И едно. Сме алкохол да пие 21. 22. 22. Нека одговараат. Да одговараат. Нека одговараат. Ајде да видиме, Душан и Бранко. Се надевам дека добро стоиме со елементите од периодниот систем кои што нели почнуваат и завршуваат со согласка. Времето можам да кажам дека на ваша страна имаме доста време, што значи можете убаво да размислите, немојте да брзате. Кога ќе бидете подготвени започнете 22 елементи, бараме хемиски елементи кои почнуваат и завршуваат на согласка. Кислород. Кислород. Така е. Добре. Добре. Водород. Водород. Точно. Неон. Неон. Така е. Хелиум. Хелиум. Така е. Јаглерод. Јаглерод. Точно. Хлор. Хлор. Така е. Бор. Бор. Така е. Бром. Бром. Така е. Јод. Јод. Така е. Калиум. Калиум. Така е. Калциум. Калциум. Точна половина со калциум, браво. Натриум. Натриум. Така е.
Силициум. Силициум. Така е. Плутониум. Плутониум. Точно. Полониум. Полониум. Така е. Радиум. Радиум. Точно. Калифорниум. Калифорниум. Така е. Германиум. Германиум. Така е. Уште 4. Литиум. Литиум. Точно. Неон кажавте? Да, нео не кажа. Уште 3 имате да кажете, како што реков, уште еднаш ќе напоменам, времето е на ваша страна. Искористете го, немојте да брзате да не направиме грешка некоја непотребна. Волфрам. Волфрам. Така е. Уште трички. Не, уште 2 се стиснито. Уште 2 се само. Имаш еден аргон. Леле, добре. Ете зашто сте танда, вака. Сулфур. Сулфур. Така е. И кој ќе биде последниот хемиски елемент? Ајде, уште едно не. Селен. 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 И Селен, последен 22 точен одговор за Душан и Бранко. Браво, момци, одлично одиграно. Искрено пријатно се изненадив, ги кажавме сите оние и релативно брзо, мора да признам. Тема која што мене не ми е баш јака страна и многу ме мира кога ќе видам дека некој добро стои со истата. Душан и Бранко, честитки за освоениот поен, сепак ќе играме пенали. Бидете внимателни, на пенали одговараме едните по другите, се додека некој не погреши. Но честитки уште еднаш. Гоце и Зоран, добро диграм, можеби требаше уште малце да надавам и можеби ќе ги фатевме тука на кондиција. Времето почи еко беше почна на нивна страна. Млади се тие имаат повеќе кондиција. Да, ќе требаше многу да надавам, ајка. Супер се. Ни се добаѓа кај вас што сте секогаш убаво расположени, ведри и ми правите позитивна убава атмосфера во студиото и затоа секогаш ќе бидете добре дојдени. Пусна сето тости и одлични надпреварувачи. Ништо не е готово, знаете резултатот е 1-1, ќе играме на пенали, пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе застане тука на главната сцена и ќе проба да освои парична награда. Искрено, не постои фаворит кој да застане тука до мене, ќе биде максимално заслужено. Па затоа со среќа и на двете екипи, јас само да ги прочитам оние хемиски елементи чие име и почнува и завршува со согласка и потоа продолжуваме со пеналите. Тука ги имаме, дел ќе прочитам нормално затоа што ги има 95. Бакар, за кој што се двумеа Душан и Бранко. Потоа бариум, берклиум, берилиум, бизмут, да му го направам меракот на Бранко, менделевиум, исто така, па тука ги имаме диспрозиум, така е, потоа копернициум, па лантан, ливермориум, манган, молибден, менделевиум, како што кажав, московиум, нептуниум, нобелиум, нихониум, селен, сулфур, самариум, скандиум, стронциум, уште многу елементи кои што мене, буквално ништо не ми значат во животот, освен оние, нели? Злато, сребро,
тие сме договорили. А сега, да се вратиме назад на пеналите. Пеналите, како што реков, ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука и ќе има шанса да освои парична награда. Тоа што е интересно за пеналите е дека надпреварувачите одговараат на поредно едните, па другите се додека некој не погреши. Кабините се цело време вклучени, што значи може да се слушнат нивните разговори и ќе треба да бидат внимателни да не го издадат својот одговор на противничкиот пар. Повеќе нема што да објаснувам, време е да дознаеме темата за денешните пенали, а таа гласи: зборови од песната "Чукни во дрво". Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во песната "Чукни во дрво" на групата Леп и Сол. Сите такви зборови, па макар се разликувале за една буква, се сметаат за посебни зборови, но можете да ги кажете само еднаш. Гоце и Зоран, дали ни е јасна темата? Станува збор за безвременската песна на Леп и Сол "Чукни во дрво". Ете, така? Изненадувам, па не кажеш. Све ни е јасно, така? Да. Дужан и Бранко, дали ни е јасно? Можете ви вака? Двајцата. Не мора да се маваме, се после ќе свириме надвор. Бидете внимателни, како што реков, едните па другите одговараат и пазите како се консултирате еден со друг да не издадете информација на вашите противници. Знаете дека при пенали први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи, а тоа денеска се Душан и Бранко. Па Душан и Бранко, да започнеме. Бога. Бога. Така е. Сврзници само да прашам дали е. Не, значи од 3 или повеќе букви треба да е, да, зборчето. Чукни. Чукни. Да им објаснам на гледачите, најчесто нели кажуваме дека зборовите од насловот не може да се употребат, но во оваа ситуација може затоа што се само два збора, па и едните и другите може да ги кажат. Така е точен одговор, чукни. Камење. Камења. Добро. Дрво. Дрво. Така е. Сме. Сме. Така е. Три. Три. Така е. Пати. Пати. Апат. Така е. Бога. Кажи. Кажем Бога? Да. Да. Надвор. 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 Вижте, малци ќе ве пуштиме надвор, точен одговор. Пролет. Пролет. Така е. Живи. Живи. Точно. Други. Други. Така е. Насмевни. Насмевни. Точно. Повеќе. Повеќе. Точно. Една. 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 Така е. Грешеле. Грешеле. Така е. Љубов. Љубов. Мора да има љубов во оваа хубава песна. Една. Една, ја кажавме една. А, сега. извинете. Да. Надеж. Надеж. Така е.
Заедно. Заедно. Така е. Живи. Живи, кажавме сега пред малце. Трошка. Трошка. Така е. Жити. 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 Така рече? Жити се, да. Така иде. Знам да што мислиш. За жал не е така. Не е жити. Затоа што тука прекинуваме со вашата грешка, нема потреба нив да ги прашам, можам слободно да кажам живи сме, не жити се. Живи сме е текстот, знам честа грешка што се случува со оваа песна и мене ми се случувала. Гоце и Зоран, одлично одиграно, ужива баш кај што цела песна скоро ја кажавме. Многу ми е криво вака, барем едно што ми утеха дека барем еднаш ми земавте 300 евра и така нека малце ми е полесно на душичката, сериозно. Иначе супер надпреварувачи, како што реков и преска, секогаш ведри, насмеани, со позитивна енергија, никогаш не правите проблем за тоа што се случува и затоа ми е чест и задоволство, уживам во дружењето со вас. Многу ми е жал, но искрено се надевам дека ова ќе биде поттик плюс за да се пријавите во иднина, нели? И повторно да се дружиме тука. Супер надпреварувачи, Гоце и Зоран, со здравје да се ги трошите парите, но за жал сега во моментов морам да ви кажам чао. До следното гледање. Душан и Бранко, одлично одиграно, ете мал кикс, најверојатно одамна не ја слушнале песната, нели не се подсетиле и ете, тоа е тоа што се случи, но тоа пак ќе кажам, не го менува фактот дека одлично одигравте и вие по оној слаб старт, успеавте да изедначите и ете на пенали да добиете партијата, што значи ќе имате шанса да освоите парична награда, дали ќе успеете, дознаваме за Бога кратко. камења не сме фрлале, така да. Така е. Себе сега ќе прочитам изборовите, баш да ги слушнат и нашите гледачи. Нема да пеам, тоа знаете, затоа што не ме бива, да, не ме бива ни многу за рецитирање, но тоа е тоа што го добивате, жал ми. Чукниво дрво од лепи сол. На Бога камења не сме фрлале. Од други повеќе не сме грешеле. Со една надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Песни стихови, цели фермани, ноки неспани, солзи солени. Чукниво дрво, вистина е, надворе пролет, живи сме. Чукниво дрво, чукни 3 пати. Заедно да сме, јас и ти. Како дечиња во кревет гушнати, не стануваме, а веќе пладне. Тоа е ова е тоа, тоа е тоа, тоа е се. Со ова ќе ги повикам и Душан и Бранко да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Дали ќе освојат парична награда, дознаваме сите за кратко. Затоа, драги гледачи, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Душан и Бранко ми се придружија тука на главната сцена, ова е нивно прво стапнување тука и искрено се надевам дека ќе резултира со нели позитивен исход сето на крај, односно дека ќе ги испратиме дома со парична награда и ќе имат уште плюс дополнителен стимул за наредното издание на нашиот квиз, кој by the way нели си овозможивте учество во следното издание на листа за 300, тоа заборавив да ви го кажам, но добри, тоа го чувам обично за на крајот, да финиширам со тоа. Има многу интересна тема, но пред да ви ја кажам, на брзина да прочитаме низ листата, да протрчаме низ листата, чисто да се подсетиме. Имаме 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме она максимална награда, парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 ви следуваат 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заменувате од тука со парична награда од 300 евра. Бранко и Душан, дали може да започнеме? Може. Одлично. Слушајте вие добро, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема режисери Оскаровци. Извор сајтот на Филмската академија. Бараме најмалку презимиња на режисери кои барем еднаш го освоиле Оскарот за најдобра филмска режија од првото доделување во 1927 година па се до последното кое што беше оваа година. Кога ќе бидете подготвени да започнеме?
Ајде, да видиме 3 дали да се уверим. Ке се овери. Кристофер Нолан има? Ајде, Ајде, Стивен Спилберг. Стивен Спилберг. Како се кеше Камерон? Джеймс Камерон. Камерун Диас. Точен одговор Стивен Спилберг. Потоа Джеймс Камерон. Джеймс Камерун. Квентин Тарантино. Така е, Квентин Тарантино со кој филм мислите дека има освоено? Квентин Тарантино. Да, со кој филм мислите дека има освоено? Once Upon a Time in Hollywood или не освоил? Да, мислам дека Со пошто. Ама може да се поише освоил. Сега ќе дознаеме. Квентин Тарантино за 50 евра. А дали ви текна вака? Ако во следниве 5 секунди ви текне некој друг, ќе ви го земам тој за одговор. Додека бара мојот тим дали Квентин Тарантино има освоено Джордж Оскар. Лукас. Джордж Лукас. Ајде го бараме Джордж Лукас. Другиот тим нека бара Джордж Лукас. Ако успеете побрзо да најдете за Джордж Лукас отколку за Квентин Тарантино, им го прифаќам. Ќе го прифатам тој одговор за кој попрво ќе ми јавите. Трета. Леле, како, еј. Ви се верували дека ни едниот и другиот немаат Оскари, ниту Квентин Тарантино, ниту Джордж Лукас. Ја бев убеден дека барем едниот од нив имаат по многу номинации за Оскар, но за жал да, имаат немаат номинации. Мислам дека со Империјата го возвраќа ударот, ама нема. Искрено, освоено. ја бев убеден барем со еден од, Да. дека става збор за култни филмови кои се, како да кажам, веќе се почна да ги топ штанцат 5 филмови, да. да. Затоа мислев дека е посебно барем во делот ете специјални ефекти, нели држ не да е, ама добро, барем режисери во оваа ситуација, па така да не е важно за ефектите. Слаба тема, ама да. Искрено, има. ја на самиот старт ви кажав нели дека јас сум слаб малце со оваа тема, имам многу звучни имиња, криво ме што порано не се умешав. Мислев, бев убеден дека Квентин Тарантино има освоен Оскар, затоа само ве прашав за кој филм и викам тоа е тоа. Иначе ќе реагирав на времено. Ќе имаме шанса во наредната емисија да го поправиме резултатот. Еве сега ќе ги прочитам барем оние најзвучни имиња. Ги имаме Џон Форд со 4 Оскари, Френк Капра со 3, Вилијам Вајлер со 3. Искрен да видам, не ми се познате имињата, што да правам, ете. Може сега ми се смеат и гледачите, но тоа е тоа. Но затоа ми е познато Бернардо Бертолучи, браќата Коен, Виктор Флеминг, Ворен Бити, Вуди Ален, Елија Казан, Кевин Костнер, Кетрин Бигелоу, Клинт Иствуд, Майкл Чимино, Мартин Скорсезе, Мел Гибсон, Милош Форман, Оливер Стоун, Питер Джексон, Роберт Редфорд, Роман Полански, потоа Френсис Форд Копола, Джеймс Камерун, Џон Хјустон, Џонатан Деми и така натаму. Многу познати имиња, но кога ќе ме праши мене, искрено многу слабо ќе се После снајдев Джордж во Лукас, оваа. Френсис Форд Копола на кум ми одеше одма. Да. Ама Штета. Бранко и Душан, одлични надпреварувачи бевте. Искрено едве чекам да се дружиме во следното издание на нашиот квиз. Тога сигурен сум дека ќе освоиме и парична награда. Без разочарување, супер истеравме, значи ги поминавме сите оние фази во листа за 300 од губење на игра, па потоа добивање па на пенали, одговарање на поредно. Успеавте сега тука, но за жал ете не успеавме да земеме парична награда, но верувам во вас и верувам дека наредниот пат приказната ќе биде многу поразлична. Но за жал, драги гледачи, сега доаѓаме до самиот крај. Ќе беше убаво да можев да им дадам уште една шанса да си ги поправат одговорите, но не се такви правилата. Но затоа, како што реков, си обезбеди учество за следното издание на нашиот квиз. Па тогаш верувам дека ќе го поправат барем финансискиот учинок во листа за 300. До тогаш ви останете со програмата на Сител. Уживајте, останете ми во добро здравје и немојте да заборавите, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!